Македонија 2025 објави јавен повик за доделување на 40 стипендии по $2500 за студенти запишани на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Овие стипендии ги доделува фондацијата Атанас Близнаков од Соединетите Американски држави. И тукму на оваа тема денеска разговараме со извршната директорка на оваа организација на Македонија 2025, професор доктор Никица Мојсовска-Блажевски. Професорке, добре дојдовте во Македонија наутро. За почеток, за каков вид на стипендија станува збор, кој се може да аплицира и кои се критериуми за истата стипендија? Благодарам на поканата и прашањето. Се работи за стипендии кои што имаат за цел да има возможност на младите кои што доаѓаат од социјално ранливи категории да можат да студираат на квалитетен универзитет, односно на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Тоа значи дека основните критериуми се финансиската состојба на семејството, односно семејството да има месечни приходи под 2 минимални плати, меѓутоа исто така и успехот на младите во текот на средното училиште и државната матура. Секако дека се оценува мотивацијата на младите и така натаму. Споменавте дека оваа година ќе доделиме 40 стипендии, меѓутоа исто да кажам дека досега или во моментов има веќе корисници, 136 корисници на стипендии, бидејќи ние гарантираме дека стипендиите ќе бидат доделени до крајот на студиите, доколку младите исполнуваат одредени критериуми, како што се навремено запишување на следна година, одреден успех во текот на студирањето и така натаму. Целта е да им помогнеме на младите да го остварат својот талент, односно финансиите, да не бидат пречка во изборот на идната професија или студирање. Така. Во моментов имате уште еден отворен повик за програма за развој на микро, мали и средни компании. За каков вид на програма станува збор, кој се може да биде дел од оваа програма? Апсолутно. Најпрво да кажам дека Македонија 2025 годишно имплементира околу 40-45 програми оваа година. Главно се поделени во два столба. Едната е поддршка на бизниси, другата е поддршка на лидерство, на студенти и на талентирани ученици. Така што оваа програма која што споменувате спаѓа токму поддршка на бизниси. Се работи за поддршка преку експерти, односно сите наши програми се реализираат во соработка со некои, дали се тоа академски институции од САД, дали се тоа експертски организации од Канада, значи во овој случај во соработка со Канада. На компаниите им обезбедуваме експертска помош од истакнати професионалци кои што најпрво работат онлайн со компаниите, потоа доаѓаат тука 2 недели и им помагаат во одредена област која што ја утврдуваат самите компании. Досега околу 30 компании биле корисници на оваа поддршка, меѓутоа програмата продолжува и понатаму. Целта ни е да овозможиме развој на микро, малите и средни компании. Критериумите или начинот на апликација е релативно едноставен и навистина сакаме што повеќе компании да бидат дел од оваа програма. Господја Никица, годинава по 13 пат се одржа и самитот Македонија 2025. Кои беа пораките што беа испратени од овогодинешниот самит? Самитот, знаете, еден регионален настан, меѓутоа настан во кој што е вклучена и нашата диаспора. Целта ни е да поттикнеме промени во регионот и во Македонија, меѓутоа исто така целта ни е да поддржиме, да поттикнеме економски развој. Оваа година, имајќи го во предвид портфолиото или историјата на Македонија во смисла на економскиот развој, односно ниски стапки на економски развој, оваа година навистина бевме фокусирани на теми кои што сметаме дека ќе доведат до повисок економски развој, односно ние велиме стапка на раст на бруто домашен производ од над 5%. Секако дека тука една од главните теми беше дигитализација, нешто што сметаме дека може да помогне и на фирмите, и на граѓаните, и на државата, односно на јавната администрација. Понатаму многу зборувавме за фамилиарни бизниси како нешто што може да придонесе кон развојот, зборувавме за намалување на корупција, едно од најголемите проблеми во општеството кој што секако влијае врз бизнисите, меѓутоа зборувавме и за теми како што се вештачка интелигенција, се она што може да придонесе за развој на компаниите, а една од главните компоненти на самитот е и вмрежување. Значи имавме над 40 B2B состаноци, можности на компаниите да зборуваат со нашите иселеници, со компании од регионот. Мислам дека ефектот оваа година беше огромен. Над 700 гости беа дел од самитот. Така. Кога сме веќе кај вашата организација, мора да напоменеме дека истата е формирана од иселеници, од македонци што живеат во диаспората, па во таа насока колку нашите иселеници во диаспората инвестираат во државата?
Најпрво да кажам дека точно, значи основана е од иселеници, меѓутоа нивната цел е да го искористат своето знаење, своите контакти, исто така и финансиски средства за да го поттикнат развојот на Македонија, чија основната цел на основачите, зборувам, не е да инвестираат, иако инвестираат повеќето од нив, меѓутоа во однос на диаспората, мислам дека тоа е една двонасочна врска, значи диаспората инвестира, некогаш се тоа големи инвестиции, некогаш се мали фамилиарни бизниси за кои што не сме ни слушнале, меѓутоа многу е важно да се подобри комуникацијата со диаспората, значи да има информации кои што доаѓаат од диаспората, дали се тоа за бизнис можности, дали е тоа за функционирање на системите, за законската регулатива и исто така сметам дека силни институции и намалување на корупцијата ќе доведе до многу повисоки инвестиции од диаспората. Така. И на крај на нашиот разговор, освен што имате јавни повици за стипендии, освен што нудите поддршка за фирми, компании, едукативни настани, на какви проекти и активности во моментов работи Македонија 2025? Апсолутно сте во право дека во моментов течат неколку програми, неколку обуки. Најбрзо што доаѓа тоа е кампот за деца во Охрид, кој што го организираме за роботика. Таму спојуваме деца од Македонија и деца од диаспората. Повторно таргет ни се деца кои што се од социјално ранливи категории. Една недела учат роботика, програмирање, меѓутоа исто така и се дружат, се запознаваат, бидејќи нашата диаспора старе, така што многу ни е важно и младите од диаспората да бидат се уште поврзани со Македонија. Нешто на што интензивно работиме, тоа е и дигитализацијата, односно како организација основавме Центар за дигитална трансформација Go Digital, каде што спојуваме, значи консултанти со домашни компании, им развиваат стратегии за дигитализација и потоа кофинансираме имплементација на некои дигитални алатки. И она што ни следи во, да кажам, есента, тоа е подготовка на нова стратегија 4 годишна за развој на организацијата во следниот период. Така, професорке, ви благодарам за одвоеното време и за гостувањето во Македонија наутро. Благодарам и вам.